Оваа година Сдруженијето на пензионери од Прилеп, како и голем број здруженија на ниво на Македонија, прослави 70 години од своето постоење. Можеме слободно да кажеме дека ова здружение е едно од најактивните пензионерски здруженија на ниво на државава. Се занимава со голем број на области, култура, спорт и друго. Но нешто повеќе околу ова здружение ќе ни каже претседателот Кирил Ѓорѓиовски. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. Благодарам. Добар ден на сите гледачи. Сдруженијето на пензионери на општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени е здружение едно од поактивните во Република Македонија. Тоа ова година ја слави 70 години од неговото постоење. Во далечната 1946 година е донесен првиот закон за пензионско инвалидско организирање. Со овој закон се поставени основите за пензионерското работење. Во таа година пензионери имало некаде околу 2500 во Македонија, се разбира и многу мали активности. Меѓутоа, постепено се развивала работата на пензионерите, на здруженијето, со тоа што се зголемувал бројот на пензионерите. Така да негде 1950 година имаме обид за некакво здружување на пензионерите и на некаква поактивна работа. Тогаш се изброени негде околу 3763 пензионери. Значи, постепено активноста почнала да се зголемува на пензионери. Тие во почетокот работеле во рамките на Сојузот на синдикатите на Македонија. Постоел посебен одбор, кој одбор постепено успел да се развие во едно колективно тело, кое е делувало и работело во Сојузот на синдикатите, исто како и другите одбори од стопанството, управата, судството и така натаки. Така да негде до 86-та година, тоест на одржание 80-та година Конгресот на синдикатите, тоа се издвоило како посебна граѓанска асоцијација во рамките на Сојузот на синдикатите и почнала да работи посамостојно. Негде 86-та година веќе се изброени 122.000 пензионери и 800, и од тогаш наваки тие почнале да работат многу поактивно. А кај нас во нашето здружение првите почетоци на активно организирање се јавени негде во 79-та година. Од тогаш почнало да работи самостојно и се разбира преку Сојузот на синдикати, преку Сојузот на здруженијата на пензионери, средствата се собирале и почнале активностите. Тој број постепено се зголемувал, активностите се проширувале, така да негде 1989 година имало 278.000, а денеска имаме пензионери веќе 2016 околу 282.000, од кои 250 не пензионери организирани како семејни старосни, а 32.000 пензионери инвалидски. Тие се во три сојузи, а ние сме во еден сојуз. Здруженијето на Прилеп брои 12.500 моментално. Ние како здружение на пензионери во Македонија, мислам конкретно во Прилеп, сме организирани, како што реков по почетокот, 3 општини. Имаме 12.500. Организирани сме во 19 ограноци, од кои секој огранок си има свој одбор, свој претседател, свој секретар. И така преку одборите се делегираат делегати во здруженијето. Здруженијето има органи собрание, извршен одбор, надзорен одбор и многу комисии. Комисиите имаме и редовни и повремени. Комисии имаме, ќе ги набрам, комисија за статутарно правни прашања, секција на жени, комисија за културен забавен живот, комисија за одмор рекреација, комисија за култура, комисија за здравство и така натака. Јас ќе се задржам на неколку комисии кои се така поактивни. Да речеме, комисијата за здравство има голем број на активности и која троши најмногу средства. Тука имаме одделено некаде околу 900.000 за еднократна парична помош, кои ги делиме 3 пати годишно, околу 250 членови добива ваква парична помош, почнувајќи од 3.000 до 6.000. Исто така имаме одделено средства и за бајнско-климатско лекување, околу 200.000. Имаме средства одделено за градски сообраќај, тука одделуваме по 500.000. Имаме одделено средства за
пожари и поплави, околу 100.000. И така средствава се распоредени по сите комисии. За комисија за спорт и рекреација имаме негде околу 340, комисија за одмор околу 500, комисија за култура 460. Сите комисии во своите програми на почетокот на годината кажуваат колку средства му се потребни за нивните активности и така ние ги реализираме. Значи, можам да кажам дека наше удружение по рамките на на Сојузот на Дружение на пензионери на Македонија е едно од поактивните. Ние соработуваме со многу удруженија од Републиката и сме, како што кажам, многу активни. Можам да кажам кој работи во начело сме организирани за да ги вршиме. Првен се за да ги заштита на пензионерите од инвалидско и пензионерно осигурување. Потоа заштита здравствено осигурање, заштита економските интереси, унапредување на културата, спортот и другите активности, организирање на одмор, рекреација, организирање на културни средби, организирање на спортски средби, соработка со разни друженија, соработка со Сојузот, соработка со локална. Основна цел ни е отворање на еднодневен престој на клубови. Такви клубови имаме некаде 10, од кои последниве години само имаме отворено 8. Јас пред 10 години, кога дојдов како секретар, имаме само 2 клуба, денеска веќе имаме 10. Ова година разговараме со градоначалникот, с него постапка да отвараме уште 3 клубови. Потоа други како основни задачи кои ни се преднат поставени за да ги извршуваме: редовно снабдување на пензите, усогласување на позитивната листа со лекарства, потоа усогласување на пензите со животниот стандард и трошоците. Значи, сите состаноци кои ги одржуваме, било на сојузно ниво, било на републичко ниво, се поставува овие прашања. Покрај овие прашања ние имаме поднесено барање до владата и до Сојузот, до Сојузната скупштина, да се остваре и други благодети на нашиве граѓани кои не се пензионери. Пример, имаме поднесено барање до владата и до Сојузната скупштина сите лица кои нема демено, кои нема исполнет еден услов за пензија, како 15 години стаж, да му се одобри пензија за толку години колку што има. Исто така барање имаме поднесено да му се одобри социјална пензија на сите граѓани кои има навршено над 65 години. И навистина денеска сите граѓани кризно и тешко живеа. Јас се надевам дека овие наши барања ќе најда кај органиве надлежни на државава и дека еден ден ќе ги удоволат тие. Ова се навистина огромен број на активности. Од каде најдувате средства? Пред сите овие активности се поврзани нормално со финансиски средства? Се финансираме со самодопринос. Сите пензионери знаеме дека со одењето во пензија потпишуваат чек за запирање на 30 денари, од кои 30 денари кајна со 120 ода за посмртни трошоци. Му запираат 150, од кои 2,5 динари ода во Сојузот, кајна се останува 2,5, уствари 2,5 динари, така кајна останува 270 денари, 3 динари скоро ода во Сојузот. Меѓутоа имаме и други ние средства, имаме заштедени средства од камати кои во последно време се многу минимални, меѓутоа колку толку и тие помага. Имаме сопствени дуќање од кирија. Јас кога дојдов за председател овде пред 7-8 години, можам да кажам дека прилично зголемив финансиската состојба на дружението. На сите дуќани им покачив кириите и така да се големија средства за вакви активности. Интересно е тоа што дел од средствата се користат и за екскурзии. Вие сте едно, може би, поредките здруженија кои што организираат голем број на екскурзии на пензионерите не само во Македонија, него во последниот период, последниве години започнавте дури и во странство. Нешто повеќе околу тоа? Ние секоја година со програмите имаме предвидено екскурзии. Ова година имаме предвидено 8 екскурзии, од кои
од кои екскурзии 7 беа во државава, една екскурзија секоја година правиме во надворешна република. Лани таква екскурзија имавме во Албанија. Бевне со 100 души на летовање на одмор и рекреација. Пред тоа во Србија одиме почесто пати, 2 пати имаме поедено во Лесковац, Врајне. Сега ова година ние во програмата предвидено Бугарија. Сега за 5 имаме закажано исто така 2 автобуси со кои имаме закажано културен забавен живот во сала, каде ќе се дружиме со бугарските пензионери и ќе направиме екскурзија со едно спијање, патот му е плат, 300 динари плаќа за патот, додека остатокот Сдруженијето му го плаќа. Исто така ние ова година направиме и одмор во Дојран со 100 души, 6 дена одмор. Ланска година направиме одмор во Албанија, во Драч, прекланска година направиме одмор во Охрид и секоја година можам да кажам содржините постојано ги прошируваме на Сдруженијето и со тоа се надевам дека придонесуваме општествениот стандард, па и личниот стандард на пензионерите, да му го збогатиме и да кажав клубове нешто не придонесува многу да имаме вакви активности со работата, бидејќи имаме пред се простор каде да ги одржуваме состаници, каде да ги одржуваме изборите, каде да се консултираме со од каде да доаѓаат предлозите на нивните органи, мислење на предлози, ние исцрпиме од органите, па потоа ние ги пренесуваме и на Сојузот. Еве за крај, колку ваквите активности придонесуваат за на еден начин поинтересно и полесно поминување на така наречено трето доба? Ја мислам дека со ова допринесуваме да пензионерите на културен забавен живот да се ги унапредуваме секојдневно нивните активности, потоа со тоа се ствара еден мислам дека и допринесуваме за збогатување, мислам продолжување на животот или намалување на болеста и дека тие сите услови придонесува за подоброто живење на пензионерите. Се надевам дека тоа што го правиме досега ќе го продолжиме во наредниот период. Сите генерации досега што работеле во Сдруженијето помалци допринесувале за ваквиот развиток на Сдруженијето. Мислам дека секоја година, секој раководство во неговото работење постепено допринесло на одреден степен да се развива, а денеска мислам дека достигнаме кулминација на развитокот на работата на Сдруженијето. Со претходниот претседател Пандо Бачанов можам да кажам од тогаш почина првите организациони работења во Сдруженијето, а денеска веќе секоја година се ги унапредуваме и ги содржините на Сдруженијето и се надевам дека ќе продолжиме така. Како што и претходно кажаме, Сдруженијето на пензионери на Прилеп е доста активно во областа на културата. Тука со нас е и председателот на Комисијата за култура, господин Благоје Спирковски, со кој што ќе поразговараме околу културните активности што ги има ова Сдружение. Добро дојдовте во емисијата Инфо Регион. Добре најдов. Најпрво да кажеме дека во склопот на Сдруженијето на пензионери Прилеп работи и Комисијата за културно-забавен живот. Ова комисија во текот на годината се залага за 3 нешта. Прво, поголема опфатност на пензионерите во сите домени на нивната дејност. Потоа второ, да учествува на што повеќе манифестации организирани на локално, регионално и државно ниво. И третата и најглавна цел е презентирање соодветно на македонските изворни и староградски песни, ора, обичаи и носи. Нашето Сдружение на пензионери на општина Прилеп во склопот на тоа Сдружение работа 2 културно-уметнички друштва, и тоа Пензионер и Пенка Котеска. На локално ниво овие
две културно-уметнички друштва учествуваа скоро на сите позначајни празници, јубилеи, прослави, и тоа ќе наведам неколку, да речеме, раѓањето на Гоце Делчев, за 8 март, за 2 август, за 8 септември, денот на независноста на Македонија, на 20 септември, денот на пензионерите на Македонија. Исто така, овие друштва учествуваат 2 пати во домот за стари изнемоштени лица, и тоа пред Нова година, во чест на Нова година, и за великденските денови, во чест на големиот празник Великден. Потоа имаме на локално ниво, учествуваме на сите скоро празници, јубилеи. Јас ќе наведам неколку. Учествуваме на фестивалот Пеце Атанасовски, кој е и меѓународен фестивал со едно од овие друштва, тоа е Пенка Котеска. Со пензионер учествуваме на Прилепско културно лето. Ова година учествувавме заедно со Битолското културно-уметничко друштво Сирма Војвода и со пејачката група од Штип на Прилепското културно лето. Потоа учествувавме на проектот со двете културно-уметнички друштва Крушево Етноград. Учествувавме на меѓународниот фестивал во Куманово со едно од нашиве друштва, тоа е Пензионер, каде што учествуваат две културно-уметнички друштва од соседните земји, од Бугарија и од Србија, и од нашава држава и ние како представници од Сдруженијето на Прилеп, Кавадарци учествуваше и Куманово. Потоа учествувавме и на манифестацијата во Мариово, она Мариовско-Мегленска средба, со едно од овие културно-уметнички друштва. Учествувавме во Битола и на Илинденските денови со друштвото Пензионер, а учествуваме редовно секоја година и на Охридските староградски средби. Што очекува до крајот на годината? На кои уште настани би учествувале? До крајот на годината ние ќе учествуваме на регионалната средба што ќе се одржи во Кочани, на музика, игри и песни. Потоа ќе гледаме уште една театарска представа, да спомнам и тоа дека во текот на годината околу 1000 пензионери гледаат 4 театарски представи во Народниот театар Војнар Чернодрински. Тоа се бесплатни представи или учествуваат со одредени средства при купувањето на картата? Тоа се бесплатни представи, ние плаќаме од Сдруженијето само за салата, а гледачеве, односно пензионериве, без пари ги посетува овие 4 представи. Исто така ќе учествуваме пред Нова година и во ова, како што спомнав, во Домот за стари изнемоштени лица со едно од нашиве културно-уметнички друштва. За овие активности што ги наведов досега, ние бевме пофалени со една пофалница од Сојузот на Сдруженија на Република Македонија во чест на 70 годишнината од организирањето на пензионерите во Македонија, и добивме и благодарници од нашево здружение, мислам и едното и другото културно-уметничко друштво. Заборавив да спомнам дека во текот на годината ние учествуваме на регионалните надпревари, каде што во тие регионални надпревари спаѓа нашево здружение, Здруженијето на пензионерот Битола, од Ресен,
од Демир Хисар и од Крушево. Значи секоја година во башка градови учествуваме и најдобрите точки од таа регионална ревија одат на државната ревија на игри, музика и песни. Од наше воздружение секоја година или едното или другото културно-уметничко друштво учествува на ова државна манифестација на песни, музика и игри. Ова година беше Пенка Котеска, ланската година беше Пензионер и така натаму. Ние, одма да кажам на крајот, дека со овие културно-уметнички друштва и понатаки ќе продолжиме да пееме, да играме, да свириме, се со цел пензионерите во оваа трета доба да му бидат овие денови што му остануваат што повесели, порадосни, поисполнети, за да можат да заборават за оние проблеми, тешкоти што ги имаат во текот на животот и да му се продолжи ова време на живеење во третата доба. Сдруженијето на пензионери од Прилеп е доста активно и во областа на спортот. Со нас тука е председателот на Комисијата за спорт Борис Тодоровски, кој што ќе ни каже нешто повеќе околу овие активности. Еве да започнеме со она што е можеби најнова, тоа е дека на Олимпијадата за спорт пензионерите од Прилеп беа втори што во септември се одржа во Радовиш. Точно така, меѓутоа обратно пропорционално почнуваме, и тоа што сакам некои други работи да кажем. Како неинтересно, како најнова активност на пензионерите? Поред ние ова година, како што кажавте вие, освоивме второ место, благодарение на ангажманот на спортистите. Ланска година бевме трети, сега еве направивме да исчекор понапред, сме втори и за малку ни побегна првото место за неколку поени, меѓутоа Боже здравје до година ќе гледаме да се пласираме да бидеме и први. Еве да започнеме од почеток сега. Кои се активностите и со што се занимава ова здружение? Со кои видови на спорт, колку членови броите, каде ги одржувате тренинзите? Најнапред да кажам дека Комисијата за спорт формирана е врз база на статутарните одлуки на нашето здружение, целите и задачите. Имаме ние формирано, мислам како што е формирана комисијата, веднаш е доставена и програма за работа, која што содржи одредени работи, а поврзана е врз база на програмата на Сојузот на Република, на Комисијата за спорт при Сојузот на пензионерите на Република Македонија. Имено, ние учествуваме по таа програма, имаме 11 дисциплини. И тоа имаме салонски дисциплини и атлетски дисциплини. Салонските дисциплини се гаѓање со воздушна пушка, шах, пикадо, домино и останатите се овие дисциплините од атлетиката, како тргање со јаже, скок во далечина, понатаму трчање имаме, трчање до 60 метра за жени, трчање на 80 метра за мажи, делени се тие, а и во останатите дисциплини учествуваат и во машка и во женска конкуренција. Наводно, изборот за надпреварувачите такмичари го вршиме врз база на оглас, кој што годинава беше отворен оглас, значи до крајот, од почеток до крајот, секој имаше право, оној кој што мисли дека има добри физички способности да се пријави. На тој оглас се пријавија 120 такмичари, од кои што ние селектиравме за учество на регионалните надпревари, околу 50 мина. На регионалните надпревари успеавме да видиме да освоиме 12 први места и останати други, значи бевме апсолутен победник како и претходните години на регионалните надпревари. И тоа е една соработка со останатите здруженија по пат на тие регионални надпревари, ние да се дружиме и да напредуваме. И од тука отидовме 39 најдобри спортисти кои што освоија во поединечна и групна конкуренција прво место на републичките надпревари и ова што го кажав ги постигнаме оние резултати второ место на ниво на република. За да се постигне се тоа потребни се и доста тренинзи.
Колку пати во текот на неделата вежбате и каде? Апсолутно. Треба тренинг, треба упорност, треба можда, како да кажем, откажување од некои работи, меѓутоа морам да ги пофалам спортистите дека доста се активни. Не бираат ни време ни стедина, дали врни или не врни, тие се многу побрзо пред нас појдени, само и само да не го изгуба тренингот. Иначе вежбаме во многу добри услови, благодарение на јавното предпријатие Комуналец од нашиот град. На располагање се прекрасните терени на паркот на Револуцијата, на спортскиот центар Могила, како што се вика. Таму несметано 2 пати, 3 пати во неделата вежбаме. Атлетски дисциплини ги изведуваме таму, додека стрелачки дисциплини ги изведуваме во клубот на Марко Цепенко, општинскиот градски, како се вика, а овие салонски дисциплини во нашето здружение имаме шак, домино и кадри за овие потреби вршиме, да спомнам и тоа, од билиард клубот, кај што се збираат повеќе пензионерите, понатаму од клубот на борците кај што ги има и понекогаш од ловечката организација, така да пополнуваме. Макар да на јавниот оглас преку ограноците праќаме исто така известија, огласи, да кој сака да се пријави индивидуално, дали во комисијата, дали во нашето задружение, дали во нашата техничка служба. Благодарам за разговорот. И уште еднаш, сакате да дадете нешто? Во тој момент кој ќе се изврши она изборно од општинските надпревари, ние почнуваме да ги вежбаме постручно, а иначе со мене работат уште 20 колеги, да ги спомнам, Кочовски Тутор и Крекачковски Благоја, кои што сме како тандем на некој начин, стартуваме заеднички и еве успеваме да ги извлечеме што поголем број на пензионери, да од фотелите дома да иде да рекреира, да си ги подобра своите физички и функционални способности. Она изрека која што е и се знаеме сите, движи се, да не заборавиш да одиш и така натаму. Ви благодарам на разговорот и уште еднаш со среќа за наредната Олимпијада да бидете прво место. Тоа беше разговорот со членовите на Сдруженијето на пензионери од Прилеп. Се надевам дека овој разговор ви беше доста интересен околу огромниот број на активности кои што ги има ова здружение.